Груба манипулација со соучество на локален виш јавен обвинител. Премиерот Мицкоски предупредува од груби манипулации во случајот со Благојче Марковски, главно обвинетиот за криминал во Рек Битола, на кој судот во Струга му го врати пасошот. Премиерот предупредува дека овој случај нема така да заврши, гарантира дека ќе има истрага и одговорност. Не би сакал да шпекулирам со имења и презимења, затоа што доправа ќе има истрага и ќе следи истрага за овој процес. Затоа што од страна на надлежното основно јавно обвинителство имаме поинаков извештај од тој кој што е приложен како записник од страна на висшето јавно обвинителство дека во Битола. Така што ова нема така да заврши. Ова лично јас ви го гарантирам и јас лично ќе го следам овој процес. Сопственикот на Марковски компани со 5 милиони евра гаранција си го врати пасошот и веднаш замина во Србија, каде што има профитабилни бизниси. Според јавно достапните податоци, Марковски поседува две фирми кај северниот сосед, кои последниве 2 години работат профитабилно. Од 2009 има фирмата Хаза изградба, која последниве 3 години бележи пад во работата, но сепак работи со плюс. Во 2023 година имале профит од 98 милиони динари, во 2024 добивката била 40 милиони, додека во 2025-та оствариле профит од 11,3 милиони динари. Во декември на самиот крај на 2024-та Марковски ја основали фирмата РСЈМ изградба. Веќе во 2025-та оваа фирма почнува да работи со профит од речиси 7 милиони динари, инаку имотот на Марковски своевремено беше замрзнат како во Македонија, така и во соседна Србија. Битолското обвинителство преку канцеларијата за поврат на имот упати барање до надлежните во Србија за замрзнување на неговиот имот таму, кој се состои од 10 нови товарни приклучни возила набавени во 2025 година за Хаза изградба. Од српските органи беше побарано да му забранат на правното лице од Белград, на неговиот управител или на друго лице во нивно име да ги оттуѓува, оптоварува или да располага со моторните возила за кои постои сомнение дека се набавени и представуваат посредна имотна корист од кривичните дела за кои е отворена истрагата. Дополнително, од српските власти е побарано да се обезбеди и да се отвори сеф за кој е утврдено дека осумничениот го поседува во една српска банка со цел да се провери неговата содржина. Поднесените барања се прифатени и српското обвинителство издаде наредби за замрзнување на наведениот имот. Инаку обвинението беше поднесено пред 7 месеци од битолското обвинителство против 8 физички и едно правно лице за тендер во Рек Битола, вреден околу 1,7 милиони евра од 2023 година. Станува збор за набавка поврзана со дислокација на погонските станици од рудникот Осломеј во рудниците на Рек Битола. Покрај Марковски обвинети си 5 вработени во Рек Битола и 2 вработени во неговата компанија.